и искрено не мислев дека ќе добијам златен медал, но на крај вистина бев многу среќен кога дознав дека освоив. Мислам дека ми се погодила и среќата, дека последната година надпреварувачка успешно ми е завршена некако. Европската и меѓународната се доста слични, бидејќи се тука негде се бројат. Иако е Европска олимпијада, на Европската учествуваат и многу други земји. Америка учествува, Јапонија учествува, Виетнам и така натаму, така да и таа е делумно меѓународна. На Европската е многу интересна зашто повеќе се вреднува креативноста според мене. Имаат пократки задачи, но треба поразлично да се размисла, повеќе сам да смислиш за да пристапиш. Најкреативна олимпијада по физика според мене. На Европската ова ми е 4-ти пат да учествувам и оваа година ми се погоди и среќа, а имав и најмногу искуство, пошто нели веќе 3 години претходно имав одено. И да бидам искрен, понад преварот не очекував дека знаев дека поминав добро, да секогаш нели може подобро. Два дена се надпреварувачки. Едниот нели за теорија, другиот за експеримент. Прво е експериментот. Тоа значи има некој апарат кој ни е поставен и се бара од нас да измериме некои физички величини, некои својства на материјали, на пример, или да определиме некои параметри на некој кристал или нешто така. И ни се дадени 5 часот да смислиме нешто и сами да измериме што попрецизно и да дадеме резултати. Тука е важна и брзина покрај знаење. А на теорискиот дел има по 3 задачи и секоја задача е извадена обично нека актуелна тема што се истражува или дали сегашна или пред години некогаш кога била актуелна тема, па се извадени некои специфични делови, ние сами треба да ги одново да ги откриеме. Сега меѓу двете опции тешко ми е да се одлучам која е подобра, зашто не сметам дека дома ќе добијам лошо образование, но сепак во странство ќе имам нови искуства, а и дипломата ќе ми биде поприфатена. Така да треба да се одлучам дали повеќе вреди тука да останам, барем до додипломски да завршам, а потоа да одам во странство или веднаш сега да одам во странство, па да видам како ќе биде така ако се одлучам. Имам многу млади кои заминуваат рано и е веќе постана тренд сите да бегаат во странство. Така да ќе видам што е подобро за мене, иако искрено сметам дека дома би ми било многу добро и како гледано од образовната страна, бидејќи ќе научам се. Па да бидам искрен, во физиката мене секогаш повеќе ме влечел теорискиот дел, експерименти никога. Не дека експерименти ми се лоша страна, но никогаш не ми била милена тема. Од опипливи такви работи, јас сум повеќе за да седам и да пишувам. Добро, во Македонија многу малку се влага за младите, би рекол. Општо, но мислам дека пак може да се успее. Барем јас гледано за себе ако гледам, тоа што најмногу ми се допаѓа е теориски дел, така да среќа не се потребни многу ресурси за теорија. Воглавно може да се учи и од интернет и од книги, и од тоа што не се многу скапи, но има многу кои не можат да го прават тоа што сакаат, бидејќи едноставно нема ресурси кај нас за да се продолжи тоа.
Еве и во физика, на пример, експериментални физичари тешко е да останат тука бидејќи нема подкрепа за нив. Општо мислам сите образовни институции се далеку мислам имаат голем недостиг на пари, никој не влага во нив, така да ама тоа е сликата во целата држава, не е ништо посебно за моите предмети.